Прана селбата се покажа дека е поголема од што си мислеше девојчето. Шумот од капките дожд е силен, многу силен и ги покрива сите останати звуци. За недела дена, за нешто што бил сон на тројца актери плюс неколку колеги во некое сопче, во некој ќош од нашите домови, некако тоа ни беше непоимливо. Не замислувавме така ќе се звиваат работите. И како почна да градира целата работа, свативме дека всушност на овој проект вреди да му се посветиме со целото наше време што го имаме. За мене лично, еден од искрено најдрагите делови е работата со средношколци. Буквално на овој проект кој сега го работиме, средношколци на самоглас. Имаме многу пријавени луѓе и гледаме дека всушност и младите генерации, оние за кои ние продуцираме содржина, меѓу другите групи, навистина сакаат да видат дел и од креирање на истата. Така да некако можеби ќе звучи како клише, ама како нашиот сон да продолжува низ идните генерации. Со оглед на тоа што ние моментално сме во Димитар Влахов, училиштето за рехабилитација на слепи, соработката со нив е едно нешто што директно го покажува импактот на нашата платформа. Вака, ние кога тргнавме да ја правиме платформата, целта ни беа младите луѓе и да поработиме на полето за едукација. Јасно ни беше дека лицата кои се слабовидни и слепи апсолутно ќе имаат корист од ова. Во нивна фаза не предвидовме дека пензионерите со нарушен вид ќе бидат уште една голема група која ќе ги користи аудиокнигите. Нашата поента уште на почеток беше да споиме, како што се вика, тоа најчесто го кажуваме, убаво со корисно. Бидејќи знаеме што нудиме гласови, нешто што сме учеле на факултет и знаеме како да го пласираме на сцена, а можеби еден од најдрагите проекти поред мене е аудиодрамата, односно аудиодрамите кои што веќе ги снимаме, мислам дека е втора година или трета година поред. Јас би ја спомнал и соработката со Сдруженијето за дислексичари Ајнштајн, кои што уште од самиот почеток не советува за тоа каков импакт имаат аудиокнигите врз тие лица